Добро вечер и добре дојдовте во 24 анализа. Политички бранување и потези ја тресат македонската политичка сцена. Популизам, политиканство, собирање дневно политички поени или потези закони за доброто на граѓаните. Најпоставуваното прашање деновиве во законодавниот дом е кој кого контролира, законодавната власт, извршната или пак обратно. Јас сум Душица Мрѓа, гостин вечерва во 24 вести е професорката по уставно право Тања Каракамишева Јовановска. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер и добро ве најдов. Професорке, она што е најактуелно деновиве е баш токму тоа прашање кој кого контролира, законодавната, извршната власт или пак обратно. Она што се случи деновиве во Собранието е Комисијата за надзор над работата на МВР донеса заклучок и побара Собранието да побара политичка одговорност од министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, бидејќи според нив него почитувала законот за следење на комуникациите. Заклучокот треба да помине на пленарна седница. Мнозинството ќе го отфрли и така сето тоа ќе се заврши. Зошто кај нас поимот политичка одговорност не е познато? Ова прашање не е, да кажам, ново, ниту од овој месец, ниту од минатата година, ниту од предминатата. Едноставно, во Република Македонија од самиот почеток, од осамостојувањето на државата до денес, самиот институт на политичка одговорност на извршната власт пред законодавната не функционира. По мене од едноставна причина, или можеби две причини, кои што се појавуваат како релевантни или како причини кои што се очигледни. Првата причина е поради фактот што извршната власт секогаш е комотна, заради фактот што има најчесто поголемо мнозинство, повеќе од 61 пратеници, така што е комотна во спроведувањето на политиките и во извршувањето на она што представува владини концепти, владини размислувања и програми. Така што владата речиси да не се плаши од законодавната власт, бидејќи, како што кажав, е прилично комотна во извршувањето на се она што представува зацртана владина програма. Од друга страна, оние инструменти кои што се познати во парламентарната пракса, интерпелацијата, пратеничките прашања, постапката за гласање, доверба на влада и така натаму, во Република Македонија на некој начин се исмејувани во најголем дел од политичката пракса, заради фактот што тие најчесто служат на опозицијата да добие одреден политички поен пред граѓаните, а од друга страна и за исто така и власта да поентира во одредена смисла, затоа што најчесто власта ги користи овие особено пратеничките прашања, меѓутоа во последно време интерпелацијата со цел да нагласи одредени своји предности во рамките на политичкото действување во годината или можеби во одредениот временски период, и тоа со наместени пратенички прашања, односно наместени интерпелации, а од друга страна интересно е што опозицијата, знаејќи дека нема моќ да направи политички пресврт, исто така и таа ги користи ваквите инструменти за контрола, повеќе заради на некој начин свое политичко профитирство, односно заради собирање на политички поени пред граѓаните. За жал, значи тоа е така во македонската пракса веќе 20 на години. Меѓутоа, ако земеме компаративно гледано или компаративно искуствено да ги погледнеме работите, во другите земји тоа воопшто не е така. Односно, да, министер за доцнење на ВОС од една минута се поднесе оставка од морални причини. Во системите со парламентарна демократија, извршната власт буквално се тресе пред законодавната и не само што има страф, не само што постои голем политички притисок, туку и одговорноста секогаш е тука. Политичката одговорност на министрите и на сите носители на јавни функции е исклучително сериозна работа, на која што мора да се поработи во Македонија, дали преку засилување на инструментите на контрола или можеби преку менување на системот на организација на власта, значи треба да се, условно кажа, да се дебатира. Меѓутоа, вака како што е поставена работата, не верувам дека во иднина нешто драматично ќе се случува на тој план, бидејќи, како што кажав, секогаш извршната власт си е прикриена и е комотна во реализацијата на своите владени решенија, така што, бидејќи има парламентарно мнозинство, се чувствува лагодно во својата фотелја и речиси никогаш парламентарното мнозинство не може да изгласа или да биде против владиниот министер или некој носител на јавна функција, ако се има предвид дека е тој дел од владината коалиција или дел од најголемата владеачка партија. Демократија тогаш.
Дали глумиме демократија? Значи, демократијата треба да се свати, нели, зависно тоа како ќе се разбере, дали е како политички концепт на одговорност или само како облик на некој начин организирање. Ако ја гледаме како облик на политичка одговорност, дефинитивно кај нас недостасуваат голем дел од елементите на таа демократија. Меѓутоа, јас сум приврзаник на тоа дека треба многу работи кои што се покажа некако неплодотворни, како неефикасни, да се променат и едноставно да се направат во функција на засилување на политичката одговорност на институциите. Тука посебно мислам не само на извршната власт во однос на законодавната, туку и на самата законодавна власт. Бидејќи имаме случаи кога и собранието во одредени ситуации делува како да е институција над сите, како да е институција која што е недопирлива. Јас дури велам на студентите, нашите пратеници се како бели мечки, заштитени со закон и со устав и едноставно никој не може да поведе политичка одговорност на пратеник, односно на носител на законодавната власт. Дури и самото собрание мора да се реорганизира или поинаку да се постави во системот на организација на власта, доколку се сака и оваа институција навистина да биде одговорна политички, не само пред граѓаните, туку и пред останатите институции кои што се наоѓаат во системот на организацијата. Токму околу одговорноста на пратениците, министерката Јанкуловска токму за овој случај им најави дека Питковски, ако собранието не го усвои заклучокот на Питковски, побара Питковски да си поднесе оставка. Од владеачкото мнозинство за сега само најава дека сериозно размислуваат за интерпелација на Питковски како претседател на комисијата за надзор на МВР. Да, значи согласно Уставот, интерпелација во Република Македонија може да се поднесе против секој носител на јавна функција, влада, некој нејзин поединечен член или против некој орган односно главни носител, значи на јавна функција во орган на државна управа, односно орган на државен орган. И предпоставувам дека ВМРО ДПМН Тито Питковски го гледа како носител на јавна функција, бидејќи тој е избран од собранието да раководи со работното тело, односно со комисијата за надзор. И во таа смисла, значи правно гледано, во рамките на правната процедура нема никаков проблем. Меѓутоа, што е интересно кај нас и воопшто во однос на инструментот интерпелација. Значи, доколку се поднесе интерпелација и на крај доколку се донесе заклучок дека постои одговорност на носителот на јавната функција во врска со наодите на интерпелацијата, се донесува заклучок и при тоа не се отвора прашањето на политичката одговорност. Значи, инструментот на интерпелација представува само еден вовед на прашањето на политичка одговорност. Самата интерпелација не предизвикува оставка или евентуално обврска за носителот на јавната функција да мора да си оди. Значи, тоа е повеќе морална, на некој начин, морален чин на тој што е носител на јавна функција, на кој што му се изгласала, условно кажам, недоверба во неговото работење или во една условна смисла, да може да си оди. Меѓутоа не повлекува обврска за разрешување или обврска да си оди од таа функција. Тоа може би е на некој начин и недостаток на самата интерпелација, бидејќи самиот факт дека тоа е повеќе морално поврзано, некако нема и поголема политичка тежина. За разлика, да кажеме, од германската интерпелација, каде што е многу поинаку поставено работите, исто така и во Франција имаме многу по-интензивна интерпелација во смисла на поголема политичка тежина, значи не само морална тежина, туку и политичка одговорност. Кај нас главно се сведува на правна одговорност, нели да се отвори прашањето на одговорноста во смисла на утврдување на правна процедура, да се помине таа правна процедура и на крај, кога ќе се утврдат наодите од страна на собранието дека навистина тој носител на јавна функција се огрешил, се остава носителот на јавната функција да одлучи дали ќе си оди или не. Значи, повеќе има морална тежина, што не мислам дека треба така да остане, туку треба да се преформулира овој инструмент на контрола и да се даде поголема политичка тежина, вака во спротивност ќе биде само вовет или увертира на некаква политичка одговорност, која во позадина има само морална и никаква друга тежина. И ќе слушаме секакви обвинувања, препукувања, за жал на крајот дневна политика која што ќе заврши на полноќ и толку. Така, на крајот собранието повторно ќе се претвори во место каде што само ќе се дебатира, ќе се слушнат
многу неубави зборови и невкусни зборови, значи зборови кои што се под секое ниво на политичка култура и претпоставувам опозицијата ќе се ја заврши работата со со својата цел, а од друга страна владиното мнозинство исто така ќе се има одреден политички бенефит и на крајот граѓаните ќе бидат тие што повторно ќе бидат незадоволни од она што го гледаат како ниво на политичка култура во политичките институции на државата. Значи пак ние граѓаните сме тие кои што едноставно ќе бидеме најмногу загрозени од начинот на делување на институциите. Уште едно прашање токму околу Петковски и Јанкуловска. Опозиција најавува интерпелација за министерката, бара политичка одговорност. Министерката враќа дека бара оставка, парламентарното мнозинство во најава за интерпелација. Дали е тоа демонстрација на моќот извршната врз законодавната власт? Па, јас како што кажав, значи кај нас има една пермутирана состојба, односно состојба на постојана доминација на извршната власт визави законодавната и покрај тоа што уставно позиционираност на институциите апсолутно поинако поставеност. Меѓутоа кај нас извршната власт, не можам да кажам само во Република Македонија, има една константа во сите земји кои што имаат парламентарни системи, извршната власт да биде доминантна, заради тоа што извршната власт и уставно и законски има многу поголема реална извршна моќ, има многу поголема ефективна моќ и заради тоа едноставно знае да се наметне над парламентарното мнозинство и едноставно пратениците да ги употреби само како една обична гласачка машинерија. Значи тоа е евидентно и во Република Македонија, во сите јас би рекла парламентарни состави, значи не можам да издвојам некој конкретен парламентарен состав кој што се уважил или кој што се издигнал над ситуацијата и се покажал дека ќе биде вистински двигател односно контролор на извршната власт, па ако сакате двигател на владината политика. Значи сите на некој начин се плашат, пратениците, се плашат од извршната власт и постојано ја следат во чекор како таа се одвива и она што мене ме загрижува е дека дури владата и да направи одредени грешки, пратениците молчат. Иако тоа не смее да биде така, значи треба да бидат едноставно и насочувач на некој начин на владината политика, а не само во состав се извинувам јавни признанија дека некој пратеник е горд што е нечив послушник. Така, тоа знаете како, мислам дека не само што е дел од пермутираната или деформирана состојба на однос помеѓу извршна и законодавна власт, туку е дел и од нашата политичка култура во однос на немањето на внатрепартиска демократија. Лидерот на партијата кај нас е поставен централистички, е поставен со култна личност, е поставен со строги дисциплини и строги правила, кои апсолутно не одговараат на она што представува демократска вредност или демократски принцип. Во Македонија имаме конзистентен проблем со тоа да ги натираме политичките партии да се отворат, да бидат потранспарентни, покохезивни, ако сакате и поинклузивни и во крајна линија да бидат политички одговорни пред граѓаните. Јас не сум слушнала досега ни една политичка партија која што ќе каже дека е пред се партија која што е одговорна за својата работа пред граѓаните. Постојано зборуваат пратениците меѓу себе за одговорност пред лидерот, министрите за одговорност пред лидерот, членството за одговорност пред лидерот, а никој не ја спомнува врската што партијата иманентно ја има, а тоа е со одговорност со граѓаните или поврзаност. Всушност партиите постојат заради граѓаните, меѓутоа за жал кај нас некако поинаку се гледаат односите и поинаку се сваќаат тие релации. Како да политичките партии, како да ние сме тука за политичките партии, едноставно ние постоиме за нив. Така некако се сваќаат работите, меѓутоа се надевам дека можеби некои состојби ќе се променат во иднина, затоа што во крајна линија и притисокот од меѓународните експерти е голем, особено за воведување на внатрепартиска демократија. За жал, кај нас ниту во уставот, ниту во законот немаме дефиниран концепт за тоа што е внатрепартиска демократија, што представува голем хендикеп и секој своеволно, волунтаристички си го толкува концептот внатрепартиска демократија, некако се оставено на статутите на политичките партии и на нивото дискреционо право што ќе дефинираат како демократски концепт. За разлика од кај нас, во Германија, во Франција, во Шпанија, во Португалија и во други земји
држави членки на Европската унија имаат уставно дефиниран концепт на внатрепартиска демократија и нема мрдање. Значи може само законски тој да биде продлабочен и проширен, меѓутоа не може да излезат надвор од рамката. За жал кај нас ниту партиите се дефинирани како битен политички субјект во нашиот политички систем, а уште помалку е дефинирано што представува таа демократија која што е клучна. Затоа што па после немањето на внатрепартиска демократија се одразува и врз институциите, бидејќи политичките партии ги пополнуваат институциите. Кај нас се свидува дека демократијата секој да си каже што има да си каже на некоја седница на партиско тело и потоа да биде како што ќе одлучи лидерот. И па не е така, значи внатрепартиска демократија е многу повеќе од тоа. Како што реков, отчетност, одговорност, инклузивност, поголема вклученост на граѓаните во внатрепартискиот живот, начинот на регрутација на кадри, начинот на регрутација, ако сакате, избор на луѓе кои што ќе бидат исклучително високо поставени во државната пирамида, во политичката пирамида на носители на државна власт и локална власт, начинот на избор на партиски лидери, начинот на кој што граѓаните и членовите на партијата успеваат да влијаат врз креирањето на изборната и политичката програма. Тоа се делови од таа внатрепартиска демократија. Кај нас имаат страв политичките партии да ги внесат непосредните избори. И покрај тоа што Владо Бучковски ја даде таа идеја како клучна, ниту една политичка партија не го прифати. Инсистираше, му вратија дека они биле доволно демократи без неговите внатрепартиски избори. Напротив, ниту една политичка партија не се осудува да го внесе фракционерството. Па дозволете, фракциите се тие кои што ги направија германците, французите, британците, американците такви демократски земји какви што се. Значи, зошто ние имаме страв од тоа да се внесе плурализам во размислувањето во политичките партии? Зошто имаме проблем или страв од страна на потесното партиско раководство да ги внесе и да ги примени тие различни размислувања? Токму тоа ќе биде спиритус мовенс во политичките партии. Тоа ќе ги придвижи партиите многу повеќе да размислуваат покреативно и во крајна линија да не се изгуби политичката моќ на ниту една од нив. Затоа што сега што ни се случува? Ако имаме група на незадоволни, тие секогаш имаат една единствена опција, а тоа е или да останат покорни внатре, значи да молчат внатре во партијата, или да направат одредени струјања кои немаат реален ефект, или да си одат од партијата. И што се случува? Имаме голем број на политички партии. Да ги нема на пратенички листи, да не станат функционери. Најчесто излегуваат од политичката партија и формираат своји нови политички субјекти. И што се случува? Имаме огромен број на нови политички субјекти кои можеби само траат една година, две. Дали некој се сеќава за ВМРО Делчева Гоцева, дали некој се сеќава за ВМРО Татковинска? Никој веќе не се сеќава, ВМРО Вистинска и така натаму, да не ги набројуваме. Сите тие постоеле на партиската сцена, меѓутоа немаат никаква реална политичка моќ. А зошто постоеле или зошто постојат? Затоа што имаат незадоволство од начинот на практикување на политиката во конкретната политичка партија. И едноставно, бидејќи немаат опција како тоа да ја испразнат или да ја искажат својата поинаква политичка профилација, најчесто се заменуваат од политичката партија и формираат нова. Што мислам дека е клучен момент за внатрепартиската демократија, значи доколку останат внатре, формираат своји фракции, на тој начин преку фракционерството ја задржат креативната енергија и борбата на мислење ќе доведе до тоа да имаме и внатрешна конкуренција и можност за различни ставови и мислења, па во крајна линија кој е подобар, кој е поактуелен, кој е покреативен, нека опстане во политичката партија. Зошто толкова слепа покорност на лидер? Затоа што некому тоа му одговара. Затоа што кај нас, за жал, лидерите не сакаат да сватат политичката реалност, дека ако изгубат избори мора да си одат. Не може да бидеш вечен лидер. Значи, едноставно политиката не дозволува концепт на вечни лидери. Тоа го има само во тоталитарни системи и во ниту еден друг систем кој што е демократски, кој што се третира како демократски. Значи, кај нас, извинете, меѓутоа веќе ги препознаваме кои се тие вечни лидери кои што имаат еден концепт, а тоа е после мене, ако јас не останам лидер, ќе се урни со партијата, таа нема да постои и така натаму. И исто така фракционерството дозволува да врз основа на конкуренција да се создаваат нови лидери. Значи, да и се изнедруваат од самата партиска база нови лидери. Вака, со култна личност кој што е непокорен, едноставно
недопирлив и единствен во политичката партија, сите останати имаат покорност, послушност, едноставно не може да се изнедри, дури да постои нека квалитетна партиска личност, не може да излезе од сенката на лидерот и да се формира во, кажам, свој профил на лидер. Така што има многу работи за кои што треба да се дебатира, меѓутоа и да се отворат концептите, затоа што не измислуваме топла вода. Дефинитивно фракционерството е тоа кое што ги заживува партиите и ги прави по-креативни и, ако сакате, и со човечки ресурси побогати. Да, меѓутоа кај нас обично тоа се случува. Ако некој размислува поинаку од лидерот, ќе биде казнет, нема да се најде на пратеничка листа, нема да стане функционер, едноставно ќе го снема и уште партијата ќе го исме. Тоа не се демократски партии. Пример пластичен, Владо Бучковски се обиде да направи нешто поинакво од партиските политики, беше окарактеризиран како умилениот опозиционер на група. Во тој случај политичките партии нема да собираат квалитетни кадри, кои што размислуваат со своја глава, кои што имаат свој профил, свој идентитет, туку ќе собираат околу себе полтрони, послушници, лица кои што не знаат да размислуваат самостојно, лица кои што знаат само да бидат слепо водени, а тоа не е демократија, или ако сакате, тоа е фингирана демократија и уште помалку тоа се фингира, уште повеќе тоа се фингирани демократски политички партии. Да. Не се тоа вистински демократски партии. Да, меѓутоа имавме ние такви слични случаи во влада. Значи, министри што вице-премиер, што поинаку размислуваше од актуелниот премиер, минатиот владин состав, што си поднесе оставка и сам не знаејќи зошто. Значи, повторно ќе кажам, додека работите не се променат натре во партиите, тоа е, јас велам, често пати ги идентификувам партиите со семејството, во општеството. Значи, ако имаме семејства кои што се традиционално патриархални и така натаму, какво општество ние очекуваме или можеме да очекуваме? Традиционално патриархално. Исто и ке политичките партии. Ако тие немаат внатре-партиски плурализам и демократија, институциите ќе бидат огледало на тие политички партии. Значи, јас затоа битката, целокупната битка треба да се води кај партиите. Самите партиски членови, јас посебно ги потенцирам членовите и симпатизерите и целото граѓанство кое што има на некој начин симпатии према оваа или онаа партија, треба да ја насочат својата енергија кон токму тоа плурализација и демократизација на тие политички субјекти кои што се особено релевантните политички партии, меѓутоа и помалку релевантните, за да направиме квалитетен партиски систем кој потоа ќе даде вистински инпут врз квалитетниот демократски политички систем. Во спротивност, ние ќе останеме во ова статус кво и ќе бидеме на некој начин заложници на неколку луѓе кои што им одговара ваквата состојба, да едноставно си ја тираат политиката на својата страна и си тие што се снаоѓаат во таква ситуација се да си остане постаро. Имаме, значи, голем број забелешки од Советот на Европа, од Венецијанската комисија, од представници на ОПСЕ и така натаму, дека многу работи недостасуваат во нашите партии. Меѓутоа, дали сте слушнале некоја дебата врзана со внатрепартиската демократија? За жал, тие забелешки остануваат на хартија. Никој, дури и експертската јавност, јас тука ја ставам како виновна, не го потенцира ова прашање и не го актуализира, а тоа е многу битно. Тоа е, можеме да кажем, клучот за успехот на владењето на правото, меѓутоа и владење на демократските принципи во Македонија. Имаме уште едно прашање околу култот на лидерот, токму околу одговорноста на некој функционер. Ние во Македонија имавме атентат на председател, имавме потона брод каде што загинаа 15 странски државјани. Имавме разни ситуации каде што барем од морална причина требаше некој да си поднесе оставка. Дали нема оставки и одговорност да не се доведеме до состојба дека мандатарот сгрешил? Да биде мандатарот виновен. Така, суштината на политичката одговорност е да бидеш политички одговорен како личност. Значи, да ја чувствуваш таа одговорност пред се како човек, а потоа и како политичар. Меѓутоа, кај нас, бидејќи тоа изостанува, таа релација изостанува и постојано се вели, ама ја не сум одговорна пред самата себе, јас сум одговорна пред лидерот, а лидерот постојано со цел да не се дојде до него и до неговата одговорност, не сака да ја отвори Пандорината кутија и да каже да, тука постои вина,
се оградува и вели добро и вие не сте виновни и ја што сум ве ставил и никој ништо не едноставно нема вина. На никого не му фали ни влакно од глава и постојано во тој филм се возиме. Значи мојата перцепција е поинаква. Ако немаме индивидуи кои што се морално и политички изградени во политичките партии, постојано ќе тераме со овој филм, со стариот филм. Јас затоа работата ја враќам назад и велам, мора да се вратиме на квалитетни политички кадри кои чувствуваат пред се морална, правна и политичка одговорност за да можат да влезат во високата политика. Како ќе дојдеме до тие кадри? Не на овој начин на регрутација и избор на политичари. Значи, во светот постојат, значи, па ќе кажам, не треба да измислуваме топла вода. Имаме различни начини и методи како да се дојде до квалитетни кадри. Прво, пред се, европски компарабилни и компатибилни критериуми за утврдување на носител на висока државна функција. Второ, да се знае кој ги избирал тие личности. Значи, мора да постојат високо стручни комитети за селекција, ако сакате, или одбори за селекција, кои ќе имаат високи стандарди во утврдувањето на така, значи да се направи едно сито од сите оние кои што доаѓаат до лидерот или доаѓаат до партиското раководство да бидат ставени на високи политички функции. Тука не изборам само за образовната структура, таа секако мора да биде запазена. Меѓутоа, пред се зборувам и за оние духовни, морални вредности кои мора да ги исполнува, за рейтинг пред граѓаните. Конкретната личност мора да има висок рейтинг пред својот електорат, доколку сака да влезе во политика. Не сме да има сумнително минато, меѓутоа и личен кредибилитет на некој начин сумнителен. Значи, мора да биде се перфектно, за да може да се, условно да кажам, да влезе во таа политичка игра и во трката за високи политички функции. Некои ме обвинуваат дека сум елитиста, меѓутоа сметам дека само на тој начин можеме, кога ќе ги избереме тие политички функционери кои што ќе бидат наши представници, да бидеме горди на нашите представници, а не вака, нели, често пати прво не ги знаеме, затоа што немаат никаков контакт со нас, а второ, кога ќе ги осознаеме кои се и што се, веќе поминал мандатот и за жал ги памтиме со секоја чест на исклучоци, ги памтиме по негативни моменти, а тоа е така затоа што нема основни објективни критериуми за селекција на кадри во високата политика. Дали тука може да помогне конкретно околу пратениците, избраниците на народот, отворените изборни листи? Дефинитивно, затоа, значи, ние го воведуваме овој проект веќе година и пол од денес. Значи, идејата на МОС, меѓутоа и на уште неколку невладени организации, е да се отвори дебата околу тоа колку се битни отворените изборни листи за начинот на кој што нели ќе се регрутираат кадрите. Бидејќи јас, како што кажав, внатрепартиската демократија е многу битна, јас на почетокот од петни жили се обидував да направам една клима на промена на стилот на владење и на начинот на владење во политичките партии, промовирајќи еден концепт дека отворените листи треба најнапред да се промовираат во внатрепартиските избори, а дури потоа да се испробаат и на макро ниво, условно, на ниво на парламентарни избори или советнички, односно градоначалнички, советнички листи. Меѓутоа, кога видов дека во политичките партии апсолутно нема сенс за тоа и едноставно дури и бевме нели подврнати како експертска група на одредени смејувања во смисла ма какви внатрепартиски избори што ти паѓа на памет, решивме дека во ред, во тој случај ќе одиме од отворените листи кон внатрепартиската демократија и сега го тераме тој проект. Јас сум задоволна од тоа како граѓаните реагираат, бидејќи во овој момент или во оваа фаза на проектот нас не интересира каков е граѓанскиот инпут и какво е граѓанското приемање на целиот овој проект. И јас сум искрено задоволна, веќе поминавме неколку града во Македонија, имаме голем одзив на овие дебати и мислам дека граѓаните многу посериозно и со многу поголемо внимание го
и ако сакате и сериозност, го прифаќаат овој концепт како исклучително битен за државата, отколку што тоа го прифаќаат политичките партии. Зошто се плашат големите партии од отворени? Од комодитетот, нарушување на комодитетот, бидејќи замислете што ќе се случи ако во некоја изборна единица каде што се кандидирал и лидерот, некој политичар кој што се наоѓа на листата добил 2 пати повише гласови или 3 пати повише гласови од лидерот. Значи, тука веднаш ќе се демистифицира лидерот и ќе се појават нови личности кои што имаат многу повеќе кредибилитет од него да зборуваат во име на партијата. Тоа автоматски ќе значи и паѓање на култот на личноста на лидерот и многу други работи. Значи, едноставно ќе се демистифицираат лидерите во државата. А од друга страна, сигурно помал ќе биде притисокот за контрол. Од друга страна, јас сум сигурна дека со отворените листи многу непартиски личности кои што се квалитетни, кои за себе можеби немале некој голем политички бекграунд или политичка тежина, може да се, односно ќе сакаат да се испробаат на изборите преку независни листи и така натаму, па дури преку партиски листи, меѓутоа како независни кандидати. И на тој начин електоратот ќе ги гласа и ќе имаме многу поинаков состав и многу поинакво решение во парламентарниот состав на собранието. Многу парламентарен состав. Дефинитивно, значи јас сум убедена дека со отварањето на листите најнапред ќе се отвори прашањето на одговорноста, она што зборувавме, бидејќи сега имаме ситуација политичките партии или пратениците кои што се наоѓаат на листата да кажат па не сум јас виновен, видете, виновна е партијата или виновни се некои други личности или кои што се мимо мене за многу состојби во државата или за многу состојби во политиката. Партијата ме кандидираше, ја немам ништо. Така, јас немам ништо, меѓутоа вака сега кога ќе имаме точно гласање на електоратот за индивидуи, за личности, тогаш веќе нема бегање од одговорноста. Значи, јас сум те гласал тебе и ти ќе бидеш одговорен за целата работа во врска со политиката и така натаму во конкретната изборна единица и ќе чувствуваш многу поголема одговорност и поголема поврзаност со електоратот отколку што вака со затворените листи. Со затворените листи фактички одговорноста е лидер пратеник, а со отворените листи одговорноста ќе биде многу повеќе на кандидатот, односно пратеникот со електоратот, бидејќи тој што е избран ќе каже јас имам за себе толку и толку илјади гласови, тие луѓе не смеам да ги изневерам, затоа што јас не сум за една употреба, туку за повеќе мандати во политиката и не сакам да испаднам лажго пред тој електорат. На тој начин и таа поврзаност и чувството, моралното чувство на одговорност ќе се зајакне дефинитивно повеќе. Од друга страна има многу други предности за кои што доколку дозволува емисијата ќе зборуваме, меѓутоа дефинитивно ова ќе се напушти оној концепт или барем ќе ги натераме партиите да се напушти концептот да во 6 изборни единици ако останат тие носители или првите двајца тројца да бидат да кажеме од Скопје, а се кандидираат во изборна единица 5, 6, 2, 3 и така натаму. Скоро секој избори ги имаме тие случаи. И сега што како може на пример скопјанецот да знае што се случува и какви проблеми ги мачи источниот дел од Македонија, граѓаните од источниот дел или од западниот или од централниот. Значи таа регионална поврзаност особено ќе биде истакната како позитивна страна, нели? И нормално лицата кои што ќе бидат ставени на тие листи и ќе бидат гласани од страна на електоратот, на пример од Источна Македонија, секогаш ќе се поистоветуваат со тие личности кои што се од Источна Македонија, затоа што ги знаат тие лица какви се, дали се домаќини, дали се недомаќини и така натаму и ќе живеат истиот живот. Така, и ќе може едноставно да се воспостави таа блискост со електоратот. И постојат и други предности, меѓутоа да видиме дали има интерес за тоа во емисијата. Тука сега ќе чуеме дел од разговорот со политикологот Владимир Божиновски, тој исто така гостуваше во 24 анализа. Божиновски е категоричен дека на Македонија не требаат отворени изборни листи. Режи да чуеме изјавата. Јас и порано ќе кажам и сега сум против отворени листи. Зошто? Па за тоа што тогаш ќе се персонализира, премногу ќе се персонализира, значи самиот избор. Партијата е пред се организација, значи функционална организација. И примарно, доколку имаме како што е сега затворени листи, изборот на можните идни пратеници ќе биде состојан врз самата работа која што ја постигнува за партијата.
Така да, они пред се го гледаат тоа. Дури потоа го гледаат својот личен интегритет. Значи, интегритетот на партијата не е важен. Ако имаме ние отворени листи, во тој случај ќе имаме значи луѓе кои што работат за градење на идентитетот на партијата и ќе имаме луѓе кои што си прават само исклучиво сопствена промоција. Значи лична промоција. И тогаш оној кој што работа за партија, кој што можеби немал доволно време за своја сопствена значи промоција, кој што бил ставен високо на 6-то, 5-то, 4-то, 10-то, не е важно кое место, повисоко колку оној другиот, може да остане надвор од пратеничките клупи, иако многу повеќе направил, отколку човекот кој што едва стигнал на партиската листа, работел исклучиво за своја лична промоција, а оној интегритет кој што го градел тој другиот, за самата партија која што е пред се, значи одлучувачки фактор за која што се одлучуваат самите граѓани, тогаш он може да извиси. Доколку некој смета дека заслужува повеќе да биде пратеник од оној другиот, тогаш нека си направи своја политичка партија или независна пратеничка листа, нека се кандидира. Професорка, вашиот контраргумент? Да, значи има во изјавата на господинот Божиновски, да, имаше повеќе елементи. Меѓутоа, моментот на персонализација особено му беше интересен како аргумент. Значи, мислам дека не му држи вода целата таа логика, бидејќи напротив, значи тој човек кој што ќе се најде на партиска листа и е квалитетен и е подржан од партиското раководство да се најде на листа, доколку е дел од таа партиска листа, значи доколку се чувствува како составен елемент при креирањето на изборната програма, при промоцијата на партиските цели и вредности, при, ако сакате, промоција и при дефинирање на партиската програма, која што воедно е изборна програма, значи ако е интегрален дел на целиот тој процес, зошто тој би делувал индивидуално и би имал мотив да се само промовира, како што рече Божиновски, или да делува надвор од, или да гради своја кампања и да гради своја кариера надвор од партиската програма. Не ја сваќам таа логика. Значи, идејата на отворените листи е тие личности кои што се индивидуалци, кои што се креативни, кои што се успешни, да се вклучат во креирањето на изборната и партиската програма и така заедно со останатите членови на политичките партии да ја буткаат политичката изборната програма, односно агенда, и да успеат на изборите. Значи, тој ќе се чувствува како интегрален дел на политичката партија и апсолутно нема да чувствува потреба да излезе во светлото на само промоција или можеби градење на некаква лична кампања. Токму тоа е и целта на овие отворени листи. А персонализацијата, што ја истакна Божиновски, мислам дека е многу добра, затоа што само преку персонализација ќе се отвори прашањето на одговорноста. Значи, она што го зборува пред малку, сега да не се повторувам. Исто така, мислам дека со отворените изборни листи ние ќе имаме многу поголема шанса да ги освежиме политичките партии со нов кадар. Затоа што гледаме дека има очигледен дефицит на партиски кадар, квалитетен во политичките партии. Особено зборувам за големите политички партии. Значи, факт е дека квалитетните луѓе може да се кандидираат на независни изборни листи. Меѓутоа, зошто да ги оставаме да бидат независни, кога можеме да ги инкорпорираме во политичките партии, кои што исто така ќе ги прифатат како своји, кои ќе им остават соодветен дел и место на делување во рамките на партиската и политичката машинерија и нормално е дека тие ќе бидат многу позадоволни доколку се чувствуваат како интегрален дел на тие партии. Апсолутно мислам дека овој аргумент не држи. Има, како што кажав, и други предности. Значи, прашањето на создавање на фракционерството. Зошто да не? Значи, зошто ние сме се исплашиле од тоа да во политичките партии внесеме свежина и динамика поинаква од онаа која што е сега? Зошто едноставно да не вклучиме луѓе кои што поинаку мислат од партиското раководство? Зошто да не сме доволно слободни, дури и ослободени од страв, дека тие личности нешто ќе направат зло на политичката партија или дека тие ќе го заменат лидерот. Па дај Боже да имаме толку компетитивни или комплетни личности да може да дојдат потенцијални лидери.
да дојдат да ги заменат лидерите, затоа што никој не е вечен во политиката и напротив, оној кој што смета дека е вечен, има проблем со себе и со своето политичко делување. Нели се плашите како ќе поминат отворените листи апропо тоа што се случи на последните избори? Блокот партиски политички на црно-бел се дефинираше. СДСМ, ВМРО, ДПМН до и ДП. Толку. Се друго отпадна. ЛДП имаш уби да оди сама, јас нема од собранието. Значи, мене не ме плаши отворените листи Дали се единствениот, значи вака прво матрицата на граѓаните да така, значи прво да расчистиме една работа. Сите земји членки на Европската унија кои што имаат прифатено пропорционален изборен модел, во најголем дел ги користат отворените изборни листи. Са тука има различни варијанти на отворени изборни листи, да не детализираме премногу. Меѓутоа, од различните варијанти се покажува дека она со неколку преференции е најприфатлива. Меѓутоа, мене ми е битно дека со отворените изборни листи електоратот е тој кој што доаѓа на сцена. За разлика од затворените листи, каде што ние само гласаме за политичка партија и немаме никаква можност да влијаеме врз креирањето на тие партиски листи, а отворените листи ни даваат шанса нас како електорат или како гласачи да кажеме оваа партиска листа не вреди да биде поддржана, затоа што има вакви персонални решенија, јас нема да прифатам ниедно од тие решенија, ќе го дадам својот глас или повеќето преференции на онаа партија која што заслужува, која што успеала да даде добар тим или добра екипа нели во партиската листа и едноставно го заслужува мојата доверба. На тој начин електоратот ќе дојде на преден план, а не политичките партии. И ние ќе ги натераме политичките партии да ни нудат подобри решенија од оние кои што ни ги нудат до сега. И затоа мислам дека ова е вистински бенефит за граѓаните. Не е за политичките партии. Затоа политичките партии не ги прифаќаат отворените листи и нели некои експерти кои што ги поддржуваат одредените големи политички партии сметаат дека тие се лоши, затоа што не им одговара на актуелните политички лидери ваков начин на освежување на партиската сцена. Затоа што едноставно се доведени од онаа комотна состојба сега да почнат да се плашат за својата фотелја и за своето место. Меѓутоа, нас не ни интересира, како невладени организации, не ни интересираат политичките партии, туку ни интересира она што можеме да го направиме за доброто на граѓаните. И убедени сме, иако знаеме дека мораме да направиме и политички притисок врз партиите, бидејќи во крајна линија тие ќе ги носат амандманите на изборниот законник доколку се во ова пројда. Меѓутоа, да ги убедиме дека само на овој начин и тие нема да бидат загрозени. Дека едноставно и тие ќе имаат поголеми политички шанси и опции да им понудат подобри алтернативи на граѓаните од оние кои што ги имаат сега и дека тие во една долгорочна смисла ќе профитираат од целиот овој концепт, затоа што во крајна линија се чувствува еден замор кај граѓаните, кај електоратот од постојните политички партии. И од постојните ликови, тие се тие. Се бележи пат на рейтингот на рейтингот на сите политички партии. Граѓаните се апатични веќе кон политичките партии. Гледате колкаво граѓанство е нели непартиски определено, односно нема да прифати ниедна од понудените политички опции. Едноставно е условно кажам, независно или презаситено, индиферентно кон политичките партии. За да се промени политичката состојба, бидејќи јас сум убедена дека секоја политичка партија сака да добие во интереси да добие поголем број на гласачи, треба да се направи освежување на изборната и партиската сцена. Значи, ние не сме за промена на моделот, туку само на еден модалитет во рамките на тој модел, кој би можел само да донесе позитивни аспекти во демократијата, на партиската и на политичката сцена. И тогаш ќе има избори и избор. Сега има избори, меѓутоа граѓаните велат нема избор. Сега имаме само избор на колективитет, како што вели Божиновски, на партија, на организација. Меѓутоа, извинете, ама изборите не се само организација. Изборите се многу повеќе индивидуален избор. Јас да имам контакт со тој човек и со таа личност, а не со организација која што е нели во голем дел некогаш и имагинарна состојба. Времето бидејќи не гази на крај она што ја одбележа годината пресудата на Хаг во Меѓународниот суд за правдата, Македонија доби пресуда во која што се вели дека Грција во 2008 ја прекршила времената спогодба, меѓутоа не е наложи на Грција децидно,
тоа да не го повтори понатаму? Како може Македонија правно да ефектуира пресудата од Хаг? Значи, пресудата од Хаг е на некој начин правна, морална победа на Република Македонија. И тоа е добро што се случи, бидејќи во крајна инстанца овој спор кој што не стоштува сите, во крајна линија, нели, барем ако ништо друго, на правен начин покажа и докажа дека Република Македонија во целиот овој временски период е во право, или ние како македонци да се почувствуваме горди за тоа што што спорот едноставно не попуштаме во спорот во правна смисла. Значи некои работи како што велат нели старите римјани пред аргументите, пред фактите и боговите молчат. Значи од правна смисла, од морална смисла пресудата во Хаг е дефинитивно најголемиот успех што Македонија го има во оваа година или што го одбележа оваа година. Меѓутоа за жал правото и политиката не секогаш се рака под рака. Политиката е таа која што често пати ги диктира многу позасилено работите од правото и покрај тоа што нели принципот на владење на право е клучниот инструмент или клучниот принцип врз кој што почиваат сите меѓународни организации. Меѓутоа за жал во нашиот случај политиката е таа која што предначи во однос на правото и тука не сум некој оптимист во смисла на тоа дека Грција ќе потклекне на правната пресуда, односно на размислувањето на хашките суди и дека сега ќе направи нешто во полза на нели доближување до некакво компромисно решение, туку напротив мислам дека ќе се заострат работите, како што впрочем и во последно време се случува, затоа што веќе тие ја негираат и времената спогодба, сметаат дека со самиот факт дека не е ратификувана, дека апсолутно не е ни задолжителна за нив, што доведува до уште една состојба на сериозна пречка, нели, во процесот на постигнување компромисно решение, бидејќи ако веќе грците велат дека не се обврзани да ја почитуваат времената спогодба, тоа значи сериозно отстапување од и од преговорите, меѓутоа и од она што представува можност да се дојде до некакво компромисно решение. Сериозно, значи, сметам на тоа дека Република Македонија во овој временски период треба да ги искористи, значи, Грција да оставиме настрана. Треба да ги искористи сите оние дипломатски решенија кои што стојат на располагање, меѓутоа да не ги заборавиме инструментите на мекото право во Европската унија, кога зборуваме за евроинтеграцијскиот процес, бидејќи во многу од тие инструменти се наведени голем број на препораки за заклучоци кои одат во наша полза. Конкретно, еден таков инструмент на мекото право е стратегијата за проширување на Европската унија, која што е донесена од страна на Европската комисија преку парламентот и Советот прифатена како финална верзија, во кој што во клучните предизвици за 2012 е ставено како препорака дека билатералните прашања мора да бидат решени нели на соодветен начин и дека самите билатерални проблеми не смеат да бидат пречка за продолжување на евроинтеграцијскиот процес на конкретна земја. Значи, тоа е една сериозна препорака која мора да се ефектуира од страна на дипломатските служби на Република Македонија и едноставно да се користат тие такви препораки во полза на промовирање на нашиот интерес, а тоа е нели добивање на датум за преговори и нормално водење на некој начин на тие паралелни преговори како што ги вели владата, од една страна значи да се водат, да се почнат преговорите со унијата, од друга страна да се тера диалогот за компромисно решение со Грција. Меѓутоа и бројни други да кажам инструменти кои што исто така не стојат на располагање. Не смееме значи да првен триумфалистички да се поставиме во однос на пресудата. Фактот дека таа е во наша полза и дека е добар правен поен, меѓутоа дефинитивно многу поактивно треба да делуваме во барањето на пријатели и во барањето на решенија за да се излезе од оваа состојба, бидејќи на Грција одговара статус кво на Македонија, едноставно да тапкаме во место, да немаме никаков прогрес, да немаме никакво напредување на евроинтеграцијскиот процес, нам не ни одговара и затоа мораме да ги пронаоѓаме сите формули, сите решенија кои што ќе ни надминат оваа состојба. Можеме ли да се надеваме на членство во НАТО сега следната година на самитот во мај во Чикаго под привремената референца по хашката присуда? Значи, јас не сум оптимист во поглед на наредниот самит.
Значи не сметам дека работите ќе се одвиваат со толку брзо темпо како што нели би требало. Меѓутоа на некој начин ме охрабрува изјавата на Волерс и на некои други високи дипломатски представници кои велат дека на Македонија мора да и се помогне. Значи за тие дипломатски изјави чувствувам можеби некои позитивни сигнали кои од една страна можеби ќе значат притисок за Грција, бидејќи таа е во сериозни проблеми, па сега може да се тактизирани или со неа да се направат одредени политички притисоци. Меѓутоа, од друга страна, имам чувство дека меѓународната заедница почнува полека, но сигурно да ја разбира тешката позиција на Македонија, затоа што ние сме се уште во еден кревок Западен Балкан. Значи, во смисла на кревок по мир и кревок по стабилност. Значи, имам чувство дека можеби сега меѓународната заедница повеќе или посериозно ќе се зафати за решавање не на проблемот, меѓутоа како да се најдат решенија, значи модусите, на давање на модуси или насоки за тоа како да се надминат проблемите. Самиот факт дека Унијата за жал се дистанцира од решавањето на проблемот со името и целиот проблем го остава на Обединетите нации, по мене е негативно, негативен став, не е добар став за државата, меѓутоа имам одредени чувства дека можеби во наредниот временски период ќе се случува и поголем политички притисок врз Грција и можеби некои работи кои што засилени со наша дипломатска активност и со наоѓање на пријатели кои ќе лобираат во наш интерес во институциите на ЕУ. Ја слушнавме изјавата на Ховиц, меѓутоа и на други високи представници во парламентот, а зошто да не и во Советот, едноставно да се направи еден притисок од сите страни, за да може да се добие некаков политички поен или некаква политичко помрднување од сегашната состојба. Значи, меѓутоа мислам дека во 2012 Унијата дефинитивно ќе биде сериозно загрозена од финансиската криза, затоа што таа се прогнозира дека особено ќе земе зама во втората половина на 2012. Многу сценарија се отворени, многу работи се отворени во Унијата околу тоа кој ќе го преземе лидерството, нели? Она прикриено лидерство, тактично лидерство. Од друга страна, исто така и многу е битно како американската политика ќе одигра целата работа во рамките на европскиот континент, а зошто да не и случувањата со Блискиот и Далечниот исток. Значи, предвидувате се ќе зависи од една поуширока слика. Дефинитивно работите се многу поврзани. Значи, економските проблеми не може да не се одразат врз политичките состојби, затоа што тоа е едно домино систем, домино ефект има. За премиерот успешна 2011, за лидерот на опозицијата најлоша досега за Македонија. Вашата оценка, кусо на крај. Значи, не можам ни да очекувам поинаква проценка. Премиерот секогаш ќе ги фали своите политички чекори, опозицијата секогаш ќе критикува. Објективниот став на еден независен аналитичар е дека Македонија помина една прилично тешка година, тешка и на економски план, меѓутоа и на политички план. Многу од работите најверојатно ќе се префрлат и на наредната година, затоа што не може да очекуваме дека Македонија ќе остане еден остров на кој што на кој што нема да допираат сите овие економски инпути од надвор. Значи, секако Македонија допрва ќе ги почувствува економските негативни влијанија од надвор, од европската и светската, јас би рекла, криза. Тоа дефинитивно ќе се прелее и на наредната 2012 година. На политички план мислам дека ќе се случуваат многу подраматични случувања, со фактот дека опозицијата има најави дека ќе се окрупнува, дека ќе се засили политичкиот притисок врз власта со одредени, јас би рекла, вонпарламентарни активности во смисла на демонстрации, штрајкови и така натаму. Значи, имам чувство дека оваа 2012 ќе биде и политички тензична,
Тука на преден план ги ставам и сите оние барања на албанскиот политички блок, особено од опозицијата, кои исто така треба да се сватат сериозно, затоа што таквата несериозна нивно сваќање не доведе до кризата 2001 година. Значи, мислам дека многу од работите повторно се ставаат под тепих, а треба да се стават на маса, да се отворат прашањата на нивното незадоволство, што е тоа што можеби во 2012 ќе може да се релативизира или да се релаксира на меѓуетнички план. И мислам дека во ова 2012 година едноставно ќе имаме поголем судир меѓу власта и опозицијата, што може да доведе и до блокирање на институциите и до повторни политични тензични состојби, а зошто да не и до предвремени парламентарни избори. Значи, не ја исклучувам ни таа опција. Професорка, јас ви благодарам што бевте гостин во 24 анализа. Ви благодарам и на вас за поканата. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Останете со 24 вести, следува дневникот во 22 часот. Од мене пријатно, имајте убава вечер.